Почитувани гледачи, јас сум Ивана Вучковиќ, а ова се вестите кои власта не сака да ги знаете. Во денешните вести ќе гледате и бојкот и отпор. Од опозицијата се очекува поголем отпор, вели Заев. Командант Форина стана министер за одбрана. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ бегаа од бранителите. Изборните правила неконтролирано се кршат. Нема радиотерапија за болните од рак. Опозицијскиот отпор нема да застане со активностите со кои го изразува незадоволството од насилната власт, која не сака диалог и не ги прифаќа предлозите на опозицијата за надминување на кризата. Лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски во неколкуте изјави за македонските медиуми истакна дека граѓанската непослушност ќе продолжи, затоа што за граѓаните не е важно само во каква општина живеат, туку и во каква држава. Бидејќи тоа е прашање што вака често пати се повторува, дали сте вие подготвени на насилни методи? Не. Ние немаме желба, немаме намера да влеземе во такво сценарио. Дали такво сценарио ќе се случува, во голема мера зависи од власта. Значи, во која мера и како таа ќе се однесува во наредниот период. На таква или на една акција се добива и соодветна реакција. Меѓутоа, тоа не е нашата намера. Тоа не се нашите планови и не се нашите сценарии. Радикализација значи изголемување на интензитетот, бројноста, масовноста, перманентноста на притисоците. Градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, кој ја испочитува партиската одлука за бојкот на локалните избори и иако има голем рейтинг и сигурна победа во неговата општина, останува дел од уличниот отпор на опозицијата. Тој најавува масовни реакции против политиката на Груевски. Новите методи ќе бидат поинакви од досегашните методи кои ги применувавме, поради тоа што со денот на поднесување на листите поминавме во еден друг период, каде што од нас, како опозиција, се очекува други начини на изразување револт и отпор, изјави Зоран Заев, потпредседател на СДСМ. Поранешниот командант во УЧК, Форина, од позиција на пратеник на ДУИ е прекомандуван на министерската позиција во одбрана. Офицерот во АРМ, дезертер за време на кризата во 2001-та, сега ќе раководи со одбраната и со оние војници против кои действуваше како припадник на паравојска. Минатото на Талат Џафери не му беше важно на Груевски кога го предложи поранешниот командант на ОНА за министер за одбрана. Само во една минута Груевски, без поединечно да зборува, ги пофали тројцата кандидати и меѓу редови ги замолкна своите пратеници, кои потоа само немо го следеат дуелот на пратениците на ДУИ и на ДПА. Со назначувањето на Џафери за министер за одбрана, логични станаа политичките пазари меѓу ДУИ и ДПМНЕ, околу хашките случаи, Мајскиот договор, пописот и таблите на училиштата во Чаир. Уште една потврда дека коалицијата Груевски-Ахмети функционира само преку политички дилови е назначувањето на некогашниот командант на ОНА, кој се истакна и со обструирање на носењето на законот за бранители преку молчење на седниците на собраниските комисии. Пред седницата за избор на новите министри, Достоинство организираше протест пред парламентот со намера да ги пресретне пратениците на ВМРО-ДПМНЕ за да им укаже да не гласаат за командантот во УЧК кој издавал наредби за пукање врз армијата и полицијата. Пратениците на Груевски, како попарени, бегаа од бранителите и не сакаа да се соочат со нивните аргументи и прашања. Пратеникот Илија Китановски, кој ги забележа бранителите, му нареди на возачот да го пренесе до другиот влез за да избегне средба. Иако викаа по него, сепак беше попусто за бранителите. Пратеникот не се ни сврте на извиците упатени кон него. Со или без опозиција, власта масовно вработува во пресрет на локалните избори, дели субвенции и земјоделски земјишта, иако активностите согласно законите треба да се опрат. И покрај препорагите на експертската јавност дека со вработувањата во предизборието се кршат законите, институциите продолжуваат да вработуваат. Во последните денови, само Агенцијата за цивилно воздухопловство има 4 нови огласи за привремени вработувања. Оглас имаат и електраните на Република Македонија, Универзитетот Кирил и Методи, јавното претпријатие од Виница Солидарност.
Нов оглас за вработување на 1540 лица објави и Агенцијата за вработување, а мерката ја промовираше министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски како дел од владините мерки за вработување за 2013. Освен вработувањата, не престануваат ниту владините рекламирања низ некои медиуми, иако и тие се недозволени. Токму предизборните вработувања и рекламирања беа дел од точките кои опозицијата бараше да се дефинираат со изборниот законник кој власта го изгласа без да ги имплементира препораките од ОПСЕ и ОДИХР. Апаратурата на клиниката за онкологија е во распад. Листите на чекање стануваат се подолги, а пациентите за зрачна терапија чекаат со месеци. Ова се само малку од проблемите со кои се соочуваат тешко болните пациенти. Ситуацијата стана уште поалармантна откако се расипал линеарниот акцелератор и ИКТ стимулаторот. Радиотерапијата на болните од рак со години се прави со застарени апарати кои постојано откажуваат и се поправаат. Најпогодени се пациентите кои патуваат за да стигнат на терапија. Трошам многу пари. За една недела дојдов во Скопје 2 пати и ми откажаа. Сите пациенти сме налутени и разочарани, изјавила една жена од Кочани за весникот Фокус. Сега, за поправка на расипаните апарати се неопходни над 100.000 евра.